Знаете дека работата на граѓанскиот сектор е мушне тесно поврзана со медиумите, имено граѓанскиот сектор во медиумите гледа своји сојузници, бидејќи на тој начин ја промовира својата работа и ги пренесува пораките до јавноста. Јас морам да кажам дека кога станува збор за бегалската криза која што и се случи на Македонија, не преферирам да го користам терминот економски мигранти. За мене тие луѓе се бегалци без оглед на причината поради која што избегале од својата земја. Многу пати сум била критикувана за ова, но јас стално ги потсетувам дека и од Македонија заминале 600.000 граѓани од економски причини, па никој не ги нарекува економски мигранти и никој не ги стигматизира заради причината поради која побегнале од Македонија. Хелсиншкиот комитет од самиот почеток на кризата беше на територијата, се движеше на територијата каде што бега луѓето и се трудеше на некој начин да им ја пружи во тоа време. Се уште немаше измени на законот, значи не можеше да се издействува легален престој и тогаш повредите беа најголеми. Ние се трудевме некако тоа да го регистрираме и да апелираме до властите да сепак согласно меѓународните стандарди им ја пружат заштитата. Она за што се известуваше на самиот почеток на кризата беа смртните случаи на пругите, при што никој не даваше одговор, ниту пак се истражуваше како тие луѓе погинале, што се случило. Немаше истрага од страна на Министерството за внатрешни работи. Причината која што најчесто ни ја кажува, ама знаете, тој дел не е осветлен и така дошло до несреќа. Она со кој што ние се запознавме во тој период е дека тие луѓе биле жртви на криумчари. Тие луѓе биле жртви не само на криумчари, него и на други групи бегалци, кои што ги напаѓале, ги ограбувале, ги претепувале и потоа ги фрлале на пругите. Неколку медиуми, од кои најчесто портали известуваа за тоа и го поставуваа прашањето. Но никој не превзема од страна на властите, ќе речам пак, не зборувам сега за медиумите, никој не презема мерки за тие случаи да ги расчисти. Да ги пронајде луѓето кои што се виновни за тие убиства, да речам, ниту пак да даде соодветна информација за јавноста за тоа што се случува. Понатаму, кога се случи најголемата криза во оној простор кој што го викаме ничија земја, ние веќе тогаш организирано действувавме по однос на бегалската криза. Јас тие денови во месец јули, најтоплите денови, бев буквално до таа жица, значи кај земјата која што се нарекува ничија, каде што околу 400 бегалци седеа 3 дена на тоа сонце на 40 степени, се буткаа да поминат, при тоа ги пуштаа своите деца преку жицата да дојдат кај нас, видоа дека не сме полиција, дека не сме медиуми, дека се некои кои што сакаат да им помогнат. Ги пуштаа нивните деца кај нас, за да можат понатаму на полициските службеници да им најдат причина зошто и нив да ги пуштат преку жицата. Потоа се случи неконтролирано преминување на жицата, при што беа фрлани шок бомби во присуство на медиуми, странски медиуми, тепање пред нашите очи, представниците на Црвен крст смеат да интервенираат само доколку полициски службеник им каже дека можат да одат некому да помогнат. Ние гледавме како луѓе паѓаат во несвест секои 5 минути. Едноставно од страф, од возбуда, од исцрпеност. Тоа беше страшна гледка. Неколку веб портали го пренесоа тоа. Мери Јордановска во тој момент беше исто, во тој ден исто така беше со мене. И мојот заклучок сега од таа временска дистанца
е дека и покрај тоа што се пренесуваше тој нехуман третман кон бегалците, медиумите најчесто или известуваа сензационалистички, значи во такви случаи кога се случуваа крупни повреди на човековите права, или стигматизирачки. Подгревајќи ја при тоа ксенофобијата која што се случуваше и во Гевгелија, и во Куманово. Баш се сеќавам дека истото тоа лето, значи, јас не бев пуштена да влезам во ресторан со мало дете од Сирија кое што ги изгуби во таа гужва своите родители. Собственикот на ресторанот ми рече, не можеш да влезеш тука, ако сакаш да си ги земеш дома, или остави го детето, ти ќе влезеш, со нив не можеш да влегуваш во ресторан. Сите известија за тоа. Меѓутоа, никој не се зафати по-сериозно да пишува за ксенофобијата која што се случуваше во Гевгелија. Дека луѓето кои што живеат таму едноставно ги мразеа бегалците. Секој пат кога ќе дојде во Гевгелија ме вика, дој да видиш каков неред прават, каква прелјавштина, па они мирисаат. Значи, јас и тогаш кажав, целата ксенофобија и дискриминација која што им се вршеше на бегалците се поради фактот што ние зборуваме за друга религија. Што тие луѓе не се бели, тие се црни, и целата таа стигма беше направена токму од тие причини. Медиумите, особено мејнстрим медиумите, уште повеќе го подгреваа тоа. Вие знаете дека постојано во јавноста беа исфрлани написи за тоа што прават бегалците кои што дошле во Германија, како силуваат, како е ова една организирана преселба со цел да се окупира Европа, едноставно христијанството и така натаму. Значи, многу ниско, многу бедно, при тоа не размислувајќи дека и луѓето кои што има должност да ги третираат бегалците во камповите се подложни на таквите вести. Ние многу често добивавме од бегалците информации за начинот на кој што се однесувале полициските службеници, особено во првите месеци од кризата во кампот, кој што тогаш се уште не беше со такви услови како што е денес. И се додека не бевме до толку екипирани, па знаеа дека ги мониторираме и не можеа веќе да се однесуваат така. Значи, нашите неделни извештаи, во кои што вообичаено даваме бројка на луѓе кои што преминале на наша територија, моментална состојба во камповите, што пријавиле бегалците, на што се жалат, хигиенските услови. Тоа можам да кажам дека само од можеби 2 медиума се пренесуваше. Сега ќе речете политичка криза. Океј, вниманието е свртано кон политичката криза, никој не се занимава со тоа што се случува. Бројот на луѓето кои што се наоѓаат во камповите е драстично намален. Но никој не се прашува како од 1000 луѓе одеднаш имате само околу во Табановце 200 луѓе сега. Каде се тие луѓе од кои се затворија границите? Што се случува со нив? А сите знаеме што се случува со криумчарите кои што патролираат во селата околу Куманово. Тие се жртви на злоупотреби. Министерството за внатрешни работи ништо не презема надвор од камповите. Ниту води сметка за тоа. На нас секако не ни е дозволено тоа да го правиме. Нас веќе не ни е дозволено ни да се приближиме до каменот 59. Тоа зборувам пак за оној меѓупростор. Особено откако повторно е министер за внатрешни работи господинот Чавков. Колку толку имавме соработка и комуникација со Министерството за внатрешни работи и јас може во секое време да се јавам и да кажам доколку ги држат луѓето, например, на Табановце, исто така во тој меѓупростор вечерно време, да превземат нешто да ги вратат во кампот. Можев да се јавам, да интервенирам директно и да се преземе нешто. Сега, веднаш откако беше сменет
господинот Спасовски и повторно Чавков дојде на функција, уште следниот ден на нашите луѓе во кампот им беше речено дека вие не смеете да излегувате надвор од кампот, не смеете да се приближувате кон каменот 59. Притоа таму постои еден судирна надлежност кој што се случува од самиот почеток на кризата. Тоа е судирот помеѓу ЦУК и Министерството за труд и социјална политика. Не се знае кој е за што надлежен. Во принцип, ЦУК е тој кој што би требало да ги координира работата на камповите, да биде одговорен за тоа што се случува, но таму има шеф од Министерството за труд и социјална политика. Мене, во последните 2 месеца, јас не се сеќавам дека ми се јавил некој новинар да ми постави прашање околу бегалците. Во моментов во Газибаба имате околу 30 на луѓе, во Визбегово има околу 56 луѓе. Го посетивме Газибаба пред не знам неколку месеци. Значи условите се подобрени. Тие луѓе таму се, да речам, се задржани. Најголемиот дел од нив би требало да бидат сведоци во постапката против криумчарите, но дел од нив ги наоѓаат по илегалните патишта, па ги носат во Газибаба и ги регистрираат и ги пуштаат. И повторно не се води сметка каде одат тие луѓе. Ние сите знаеме дека тие преоѓаат илегално границата. Значи, пак ќе речам, злоупотреби се случуваат од прв ден. Напади се случуваат од прв ден, од страна на криумчари. Значи, они ги судат криумчарите, но не за насилство. Ги судат криумчарите заради тоа што тие ги ограбуваат или илегално ги пренесуваат. Јас не сум слушнала некој од тие кои што криумчари да биде, да речем, да биде покрената постапка за тоа што извршил насилство кон бегалец. Таква информација немаме. Ова е хуманитарна криза. Не случајно се бегалците ранлива категорија кон која што државите треба да имаат посебен третман. И не случајно постојат меѓународни стандарди. Такви стандарди постојат и во однос на известувањето. Јас само ќе дадам краток пример и тука ќе завршам, ти претерав малце со времето. Бев учесник на тех камп во Словенија, која што имаше за цел да собере хуманитарни работници, бранители на човекови права и новинари, со цел да се едуцираат како да известуваат по однос на бегалската криза. Главно беа новинари од BBC, комуниколози и така натаму. Она на што беше фокусирана таа работилница, како да се известува, да не се предизвика омраза, да не се користи говор на омраза, да не се зголемува степенот на ксенофобија и како да се утврди дали информациите кои што ги пренесуваат новинарите се точни. Кај нас во Македонија информациите не беа проверувани. Типичен пример. Пред неколку месеци имаше информација дека некој бегалец се самозапалил. Сите ја пренесоа таа вест. Јас проверив од грчка страна, нема врска. Значи, тие се важни информации. Тие се важни информации и од аспект на тоа дека некој треба да реагира тука.